Утврдени се нови програми за специјализација кои ќе го променат начинот на кој се формира медицинскиот кадар, информираше министерот за здравство Азир Алију, посочувајќи дека повеќе од 15 години програмите за високо медицинско образование не биле ажурирани. Тој додаде дека целта е најпрво да се формира лекар со општа специјализација, а потоа да може да продолжи со субспецијализација во поконкретни области. Thelbi programeve të reja është I thjeshtë dhe shumë I guximshëm. Largojmë nga logjika e specializimeve tepër të ngushta, si piknisje për që do të ndërtojmë një bazë të fortë klinike të përgjithshme, mbi të cilën më pas do të ndërtojmë mënyrën racionale përmes subspecializimeve për specializime shumë të ngushta në fusha të ndryshme. Деканот на медицинскиот факултет во Скопје Светозар Антовик истакна дека треба да се вратат општите специјализации, особено во хирургијата и интерната медицина, што ќе го обезбеди она што е потребно на државата. Порано имавме специјализации каде што мора да станете општ хирург или општ интернист, кој што добива лиценца за општ интернист, тогаш трае 4 години тие специјализации. И тоа ги задоволуваше сите потреби на болниците во секундарното јавно здравство. Додека оние кои што најчесто работеа на клиниките или во некои од поголемите болници, како што се воената и градската болница, имаа потреба од дополнително високо специјализиран кадар и беа упатувани на субспецијализација, кои што траја 2 години. Председателката на лекарската комора Калина Гривчева-Старделова изрази загриженост дека доколку ендокринолог е дежурен во одделот за итна медицинска помош и пристигне пациент со срцев удар, тој можеби нема да знае соодветно да го третира. Специјализации се по општа интерна и по општа хирургија се предолги кога ги споредиме со субспецијализациите и колегите реално бираат да одат директно на субспецијализација. И што се случува во нашата реалност? Ако на итна служба дежура ендокринолог и дојде пациент со инфаркт, он знае, да кажеме, да го истретира, но ако се случи нешто со пациентот, он не бил соодветен доктор да го третира пациентот. Оваа програма ќе започне со примена по завршувањето на административните постапки.